Пред 4 години група на ентузијасти од Прилеп, поучени од светските трендови, меѓутоа и инспирирани од природата и од фантастичната околина и предусловите кои што ги имаме во градот Прилеп и неговата околина, решија да направат еден пионерски обид и да воспостават една средно долга трка во планинско трчање, наречена Момата Рок Трейл, нормално заради фактот дека трката поминува покрај препознатливиот геоморфолошки облик наречен Момата. Добро позната карпа не само за прилепчаните, туку и за еден поширок круг на планинари спортски ентузијасти од цела Македонија. Само бројката на учесници е некаде околу 120 официјално пријавена. Земајќи во предвид природата на настанот и како нештата функционираат во овој тип на настани, ние веруваме дека ќе имаме дополнително пријавени на самиот старт и најверојатно бројката ќе биде поголема и од тоа. Планинското трчање е само еден облик, една форма на спортска активност која што и тоа како може да придонесе за развој не само на спортската култура, туку и за туризмот на градот Прилеп, затоа што може и тоа како да ја продолжи туристичката сезона и да понуди нешто што останатите градови или дестинации во Македонија не можат да го понудат, но исто така битно од аспект на заштита на животната средина, затоа што луѓето кои што земаат учество во ваков тип на настани, без разлика дали е класично планинарење, дали е болдеринг, алпинизам, планинско трчање и така натаму, се секогаш одговорни и во однос на животната средина имаат високи критериуми и високи стандарди. Тие она што го прават пред се го прават со цел промоција и заштита на спортскиот начин на живот, меѓутоа пред се со особен акцент на зачувување на природното богатство кое што го имаме. Планинското трчање кое што е во подем не само во Македонија, туку и во светски рамки, убедени сме дека може да придонесе значително во подобрување на таа состојба. Испраќа мокна и силна порака пред се и до локалните власти и до оние кои што се директно одговорни за менаџирање и управување со природните ресурси, како од базични операции во смисла на собирање и одлагање на сметот, па се до повисоки форми на заштита, односно носење на стратегии за специфични средини, природни амбиенти кои што или се заштитени или имаат огромен потенцијал да бидат заштитени. Плановите се да класичната 20 километарската траса остане како таква, затоа што таа е на некој начин заштитен знак, меѓутоа најверојатно од идната година ќе се воведе уште една дисциплина малку потешка, во повисока категорија и би било идеално ние ќе направиме се што е во наша можност да таа втората поголемата километража премине да биде официјално признаена од Светската асоциација за планинско трчање и да истата носи поени во однос на светското рангирање за учесниците во ваков тип на настани, со тоа што треба да се направат сериозни чекори кон интернационално препознавање на трката и она што таа може да го понуди, за да може да привлече поголем број на учесници и партиципиенти од другите држави, односно од пошироките балкански или југоисточно европски простори. На колку било долгата? Па најверојатно нема да биде пократко од 40 км. Момата Рок Трейл ова ќе ми биде трет пат да учествувам. Трета година поред. И како го оценуваш теренот? Теренот е разновиден на различни места со планината ни нуди различни нешта. Има карпес терен, има шумски терен. Има карпес терен кај што може да се осети трейл трчање, има добри патеки, има исто така и дел со шума, каде што може да се трча под сенка. Така. Теренот е прекрасен, природата е прекрасна, организацијата е одлична од трката. Мислам дека е така некој среден карактер на тежина за оваа дистанца и има одличен спуст на крај. Ова е моје четврто учество, значи од самиот почеток на трката. Секако дека е една од најубавите, најимпресивните трки во Македонија, иако ги имаме во мал број, кој од година во година расте. Ваквиот број на трки, за сега ги имаме околу 4 вакви трейл трки. Доста тешка трка со стрмно искачување и доста стрмно спуштање и тоа ја прави интересна. Планинското трчање во Македонија колку е развиено, колку е популарно, атрактивно? Па да, овие трки да придонесуваат за се поголем
за се поголема популаризација на планинското трчање и исто така бројот на учесници расте во секоја од трките што ги имаме во Македонија и од година во година бројот е се поголем и интересот за овие трки е поголем. Тоа е активност во која што човек среќава прекрасни луѓе и едноставно не може да се измори. Мислам дека не представува проблем ни далечината, ни парите, ни возраста. Едноставно сите овде доаѓаат за дружење. Многу малку од нив доаѓаат да постигнуваат некои резултати. Резултатите се во нашата глава. Јас трчам 30 години. Од година ме радува што од година во година се повеќе луѓе се занимаваат со таа активност. Ово ми е прв пат кај што учествува на било какво трчање, било каков маратон. Има некоја тензија тука. Сега планинското трчање почнува да се развива се повеќе и повеќе во Македонија. Мислам дека се повеќе како една мода што се развиват, али мислам дека ќе се одржи, пошто имаме потенцијал, нашата држава има потенцијал за нештото да се одржи. И ме радува многу што и еви кај нас во Прилеп почна да се случуваат премногу настани, да се одржуваат евенти, да се збира младината пред се. Што е она што е прилично ке планинското трчање? Па пред се природата, чистиот воздух, дружењето и убава е на вакви работи да се збира народ.